Дали знаете што е етнокореологија? Колку ја познавате македонската традиција и култура? Носиите, заедно со македонските песни и ора, се дел од културното материјално наследство на Македонија. Благодарение на нашите предци, социоекономската состојба во Македонија, како и географската положба, сочувана е целосно автентичноста на македонските носи, песни и ора со векови. Етно, што значи народ, корео, што значи чекор, и логија, што значи наука, односно етнокореологија би била наука која што се занимава со традиционалната игра. Како наука во Македонија е многу млада и постои некои си 20 на години. Може да ја завршите на музичката академија во Штип при Универзитетот Гоце Делчев. Решивме да организираме семинари за локалната традиција. Мојата идеја и идејата на мојот тим беше локалната традиција на Куманово, Крива Паланка и Кратово. Да тргнеме од северното игрорно подрачје, таму ни се присутни највеќе тапанот и збрувата. Во источното игрорно подрачје во повеќе предели се сретнува само тапанот, да играат само на тапанот и исто така жената се сретне во традицијата како инструменталист. Во јужното и во југозападното подрачје да кажеме, таму повеќе изобилуваат по елегантни движења ке западното игрорно подрачје. Доминантен е машкиот играч. Нешто што се велеше сакам да бидам игрорец, премина во нешто што се вели сакам да бидам научник и уметник во однос на културното наследство. Дали младите ќе сакаат да чуваат традицијата, младите не се изолирана форма, тие се дел од системот и само така кога сите како едналки во системот ќе се бориме за традиционалната култура и тие кои што сме надвор од институциите и внатре во институциите, ќе ја подобриме перцепцијата кај младите за заштитата на културното наследство. Во еден период почнува да ја измислуваат традицијата. Да ја тргаат на страна, да измислуваат народни ора, да измислуваат традиционални носи, традиционални инструменти. Единствено ми беше мотивација за тоа што сум етнокореолог и повеќе да се занимавам со тоа, за да повеќе ја истражувам македонската култура и повеќе да ја зачувам. Огромна е разликата помеѓу колекционерството и тоа што јас го работам. Јас носиите кои што ги поседувам, понатаму секогаш гледам да ги канализирам низ различни сценско-уметнички проекти, затоа што во суштина кај повозрасната, но и кај младата публика постои потенцијал за заинтересираност кон традиционалната облековна култура и воопшто кон културното наследство. То тука треба да се следи балканската, во мала рака и светската сцена за презентација на културното наследство. Во 21 век се развили струки од типот на менеджмент на културно наследство, односно како културното наследство како ресурс да се употреби за промоција на самата држава.